Но затоа се радуваме за енергијата, борбата и жарот во играта и на бодот со кој неверојатно ги елиминираме норвежаните од трката за квалификациите за Олимпијадата во Рио, затоа сега ги препуштаме на французите, кои со победа и теоретски треба да го постапат тоа. Македонската селекција против квалитетните скандинавци изгледаше сигурно и искусно во тактички поглед во најголемиот дел од натпреварот. Имавме одлично дозирани и се станува и за дното на тенџерето. Во случај да не загора, сармите, за да одгоре имам листија остаени за да се подпече. Така. Ето спремни. Овие и овие се 460 ливчина и на нив клавам 400-450 грама ориз. Требен, миен и исцеден. Во оризу го додавам претходно пржен празо. Сега пржен праз. Го испържих пред един ден и последния ден не можем да стигнам се. Млад прас, се знае, тие младите се колку прстот. Една киска татко ти зеде и само белото од киската го прже. Јас две ќе му клам. Три вегета. Едно лајче вегета и колку беше на не? Ова бибер. Бибер. Ајде, кажи. Кажи. Едно лајче на не. Сега го тријам за да биде шо поситно. Едно лајче сега жива црвена пипер и масло. Сега се меша. Оризо со миродите. Кладовме сол, вегета, бибер, нане, црвена пипер. И откако ќе го измешаме, се ќе додајме и празо. Ако додајме масло, нема одма да не се меша ово. Така да се измеша ово празо да дојде секаде и треба да доминира тој. И сега ќе му го додајме и маслото и од ова смеса излегува негде измеѓу 400 и 500 мали сармички. Сега, како деликатес, се додава и мелен орев. Со камчиња. Клавам пајци и камчиња. 50 грама. Не го мерам до моментот. И кога ќе се клава во тенџерето на дното масло и после кога ќе се направи едни лед, пак се тура на цармите маслоти за да биде вкусни. Ето се тура прво масло за да не се залепа цармите долу на дното.
Ова е како зелка сецкана како за подмор. Ситна сецка, да се гледа како е сецкана зелката ситно. Тоа е за да не се залепа сармичките на дното на тенџерето. Секундно. Ова ми е се предходно спремено, не можам по тој ден истиот да сеткам. И сега почнува виткање. Сега убаво е да имаш некој до тебе, што ќе ти ги отвора вака ливчињата и ти само треба да виткаш. Ето. И сега, јас обично со рака, ево, ако прилика, немам мера, некој со лајче ги правя со рака и ги виткам. Се витка на средниот прс. Вака, и сега се стегнува малку, а не премногу, за да има место да се свари ориз. И ги редам. Шестотини сарми, 6 сати. Ако не се добро стегнати, ќе се отвора. Ако се премногу стегнати, ќе има проблем во варењето. Ќе може да се свари ориз. И секогаш ова што е завршетоко, ова оди вака гледе према тенџерето, за да не се отвори. Кога се реда, ете така се реда. Се притиснува со кажи прст овака, кога се прави, после се потура со масло. Кој ќе се дореда сите сарми, над секој ред во тенџерето се тура масло. И кога ќе се нареда, се клава капак, помал од големината на тенџерето. Ево, прилика вака, капако, и тука му клавам, турам вода, например, колку што било ориз пута 2. Има тука, се клава така и другиот тука ќе дојди, водата се тура, на ринглата само колку да почне да врија и после се клава ворелната, негде ки на 130-150, се намалува ако ќе почне да вара температурата и од прилика 2 сати на тивко ги оставам на стотка да се напра, дури има водичка од време на време проверувам. И после ги вадам камењата, го вадам капако и ги оставам на балкон. Сега е ладно времето, нема проблем. Пред еден ден може да биде готови. А вака свиткани седа и 2 дена во фрижидер. Потоа живеев таму. Затоа што зборуваш? И купи куќа во Сауди? Кажи. Готово е. И сега го поклопувам со капако, како што ти кажа. И утре ќе му турам водичка, за да не кисна вечер. Отвори ми го калим пиперта. И посоли ми, да скажем. Посоли ми. Така, сегде помалце. Нема многу. Добре. Готово? Добре, да. Ке ти кажам. Можеш? Среќна слава! Да е здрав и жив Андреј, до година да видиме повесели. Пријатна вечера!
Како да ги клам, треба да ги носам се топли. Чао. How much